Продолжуваме со емисијата. Тука го имаме во студиото господинот Благојче Атанасовски, политички аналитичар. Господине Атанасовски, вчера министерот за надворешни работи Бојар Османи, за време на средбата со унгарскиот министер Сијарто, кажа дека Македонија се уште не добила одговор на одговорот кој земјава го пратила кон Бугарија во однос на 5+1 бугарските барања за земјава. Вели Македонија го чека одговорот, но вели Османи дека со тоа што сме одговориле на бугарските барања, дека ние сме ја завршиле својата домашна работа и дека веќе нема потреба никој да каже дека Македонија е проблем во однос на евроинтеграцијскиот пат. Дали мислите дека ова на некој начин води кон насока на некакво решение кое се повеќе го најавуваат од македонската влада? Благодарам на поканата. Во насока на наоѓање на решение, пред се гледам во новиот приот на новиот избран бугарски премиер Кирил Петков, кој гледаме дава поинакви реторички и дипломатски тонови за разлика од неговите предходници кои го употреби инструментот вето и го блокираа нашето европристапување. Тука алудирам на поранешниот премиер Бојко Борисов и неговиот коалициски партнер Красимир Каракачанов, односно доколку е искрен во својата намера и во својата желба да се трасира еден модерен европски пат за двете општества, збориме македонското и бугарското, да се гледа во иднината, да се обезбеди иднина на двете земји, тогаш сметам дека со таа реторика и со тој искрен пристап од новиот бугарски премиер Кирил Петков, кој на сите ни е познато дека своето образование го има комплетирано на американскиот Харвард универзитет, односно доколку е воспитаник на западната политичка мисла, тој нема да биде класичен националистички балкански политичар кој ќе сака да го злоупотребува, да речеме, овој наметнат и абсурден проблем меѓу Македонија и Бугарија и врз база на тоа да сака да стекнува и печали поени. Од друга страна, вие што го спомнавте, бугарските барања 5+1, јас сметам дека тие барања не се ни толку страшни, односно и за тие барања во изминативе една година од кога Бугарија го употреби инструментот вето, за тие барања ние имавме позитивни одговори од веќе поранешниот премиер Зоран Заев и тогашната политичка влада. Јас не гледам никаков проблем ние постојано да разговараме со бугарите, но нашиот европски евроинтегративен пат да биде слободен, односно ние да ги отвориме поглавјата и за сите работи кои се со бугарска диоптрија спорни да бидат тековно решавани. Од друга страна, со употребеното вето видовме дека се хистеризираше максимално ситуацијата во двете општества, и во бугарското и во македонското. Наместо да градиме мостови на соработка, ние и тие толку и мали мостови што постоеле претходно во изминативе 3 децении ние ги срушивме, односно тие ги срушија. Најмногу се надевам на пристапот на Кирил Петков, како што вели, освен историската комисија, ние треба да направиме и комисии во другите области, во енергетиката, во инфраструктурата, културата, образованието, економско-стопанската соработка, бидејќи како што многу пати јас сум напоменувал, и тој вели дека многу е поважно за македонските и бугарските граѓани ние да имаме апсолутно интензивирање на соработката во тој домен, односно да не се оптоваруваме само со историските прашања и со таа толку фамозна историска комисија, како што гледаме, ние сме биле заглавени во 11-тиот век, јас велам ние и менталитетно, буквално и во преносна смисла со овој начин и третирање на односите меѓу две соседни земји, едната членка на Европската унија и на НАТО, а другата на НАТО, ние едноставно да си наетиме и да создаваме тешки национални проблеми за тоа како бил интерпретиран цар Самуил, историски лик од 11-тиот век, не соодветствува за модерниот 21 век. Да, но господин Атанасовски, само да ве прашам во однос на Петков, тој кажа дека е потребен нов пристап кон Македонија. Тој кажа дека би дал 6 месеци за постигнување на решение и треба да прецизираме тука дека за тие 6 месеци говори премиерот Заев. Тој вели дека заедно со бугарскиот колега Петков ги усогласиле дека проблемот треба да биде решен не подолго од 6 месеци, значи тие фамозни 6 месеци се усогласани.
помеѓу двата премиера, тоа не е нешто што го кажува само Петков, но и покрај тоа Петков вели дека Бугарија останува на своите позиции, тој исто така го додава и тоа. Сега, дали тоа е една порака која не е збунувачка, таа зборува за нов пристап кон Македонија, но и во исто време вели дека ги задржува постоечките бугарски позиции. Дали, значи, со таков еден став може да се надеваме на некаков различен период од оној кој го имаше претходната влада или претходната техничка влада и другите бугарски елити? Пати напоменувам дека ние како општество воопшто не треба да се оптоваруваме со конкретниот датум, на кој датум, односно дали декември или јуни би се случило отворањето на преговорите. Нормално дека досега требаше да се случи, бидејќи измина скоро 3 години од подпишувањето на Преспанскиот договор, но тоа го велам во насока дека ние повеќе од 15 години од добивањето на статусот земја кандидат за членство во Европската унија чекаме да ги отвориме преговорите. Како што знаеме, примерите од минатото од источна и југоисточна Европа за 15 години сите земји кои се денеска полноправни членки на Европската унија ги отворија и квалитативно ги затворија преговорите, постана земји членки на Европската унија. Односно, сакам да кажам дека 6 месеци не е и толку долг период како што председателот Стево Пендаровски вели дека е долг, бидејќи ние 15 години од 2005 чекаме на отварање на преговорите. И министерот Османи. И министерот Бујар Османи. Тоа е така зашто кај нас е веќе огромна фрустрацијата и како што се напоменува расте евроскептицизмот, бидејќи гледаме дека и покрај подпишувањето на Преспанскиот договор и промената на уставното име за севкупна внатрешна употреба, дека нас тогаш ни беше ветено дека веќе ќе немаме никакви пречки на нашиот евроинтегративен пат, па еве тие се испоставија. Од тој аспект верувам дека изјавите на министерот за надворешни работи Бујар Османи и председателот Стево Пендаровски одат во насока дека 6 месеци е долг период. Но јас тука поставувам едно клучно прашање. Според мене многу е поважно и посуштински битно во така наречениот анекс на договорот за добрососедство и пријателство со Бугарија, ние да постигнеме квалитативна рамка во која ќе ги уредиме нашите односи во наредната деценија или ако сакате повеќе од децении, бидејќи како што знаеме процесот на зачленување на една земја членка во Европската унија е многу подолг, е многу поразличен од тој во однос на зачленувањето на НАТО. Како што знаеме, во НАТО станавме членка кога го решивме спорот со Грција, кога ја тргнаа блокадата и се случи ратификација на парламентите на земјите членки на НАТО, односно станавме по дефолт членка на НАТО. Сега станува збор за отварање на преговорите. Со овој интензитет, како што гледаме, каде што нема ЕУ расположение за такво брзо проширување кон земјите од Западен Балкан. Знаеме дека Србија и Црна Гора ги имаат отворено преговорите пред десетина години, а не се ни на пола стигнати да ги затворат преговорите, немаат известно членство. Сакам да кажам дека ние и да ги отвориме преговорите, минимум една деценија сигурно би траело тој европреговарачки процес каде што ние треба да направиме трансформација на општеството. Значи, тоа е огромен долг период во кој ние мора едноставно, како две општестви, како две држави, како политички влади, со бугарите квалитативно да ги уредиме односите, за да не се случи, јас тоа го велам хипотетички, после неколку години на отворени преговори, да дојдат две нови националистички влади во официјална Софија и официјално Скопје, и потоа наново бугарите да го потребат инструментот вето, бидејќи тоа нам никој не ни гарантира дека може да се случи еве во 2022 година под некој притисок на булдужер американската дипломатија или некои европски центри на МОК ние да ги отвориме преговорите, но политичката клима драстично да биде сменета во Бугарија, политичката клима драстично да биде сменета во Македонија и после неколку години на отворени преговори ние да добиеме пак вето, односно бугарите да го искористат инструментот вето, бидејќи како што знаеме, согласно институционалните ЕУ механизми, секоја земја членка полноправна на Европската унија може да го потреби ветото и на отварање на било кое поглавје и на затварање. Добро, не ми кажавте во однос на тоа, дали верувате дека навистина Кирил Петков може да има поинаков пристап, бидејќи како што кажав, тој вели дека сепак ја поддржува сегашната бугарска позиција, која е потврдена и во бугарското собрание со декларација, со резолуција. Видете, тоа е точно, но ако гледаме, например, и Алексис Ципрас, кога го реши Преспанскиот договор, условно тој ги поддржуваше и така наречените грчки црвени линии, но под огромен жесток притисок на американската булдужер дипломатија, како што е велам ја, на крајот се најде едно компромисно решение кое е согласно политичкиот вординг во официјална
Атина и во официјално Скопје беше представено како вин-вин ситуација, а од националистичките струи и во грчкото и во македонското општество тоа беше нагласено и представено како пораз. Затоа сметам дека Кирил Петков во моментов треба и за жал ќе треба да ги вади жешките костени, оставени од неговите претходници Бојко Борисов и Красимир Каракачанов, кои успеа да ја создадат таа фамозна резолуција во Бугарското народно собрание, исцртувајќи така наречени црвени линии, но знаеме дека и во нашиот парламент се поставија некои така наречени црвени линии, кои ги прифати и левицата и десницата и останатите партии, каде што се кажа дека за идентитетот и јазикот, односно националниот идентитет, нема да се преговара, така што сметам дека во овој циклус на тешки меѓудржавни, да речеме, отворени прашања, апсолутно мора да има замешување од страна на високи американски, пред се ја очекувам, дипломати, кои ќе ги седнат, да речеме, политичките, актуелните политички водства и во Софија, и во Скопје. Значи, кај нас веќе известно ќе биде нов премиер, новиот лидер на СДСМ Димитар Ковачевски, од таму веќе е избран новиот премиер Кирил Петков, па верувам дека со еден пристап, како што го велиме, на ненапаѓање, ја тоа го велам, неомаловажување, не дискредитирање, бидејќи цело време прам аналогија со Алексис Ципрас и како се реши спорот со името. Претходно ние добивавме и омаловажувачки тонови од страна на официјални грчки премиери и министри за надворешни работи, да не ги спомнувам омаловажувачките и дискредитирачките тонови на Красимир Каракачанов, Джамбаски, Ковачев, Захариева, Бојко Борисов и добиваме. Ги добиваме, ама тие веќе се опозиција таму и не зависи веројатно не се веќе толку важни. Затоа сакам да кажам, во пристапот на вакво тешко и горливо прашање, мора да тргнете вие од еден вординг кој ќе биде различен од класичниот вординг на националистички, шовинистички, балкански политичари. Доколку ние седнеме и се уважуваме и се почитуваме со еден модерен речник, речник на 21. век, што е својствен за една европска цивилизирана дипломатија, како што се употребува од европските цивилизирани главни градови, тогаш јас сметам дека може да се постигне решение, покрај тоа што се вели дека Кирил Петков ќе ги застапува позициите. За жал ќе мора решението кое ќе се најде, избоксувано од американската дипломатија, да биде представено вин-вин победничко решение и во официјална Софија и во официјално Скопје, а знаеме дека и тамошната опозиција, веројатно и тукашната опозиција, тоа нема да го прифатат како вин-вин решение. Да, сакам да ја прашам во однос на одговорите кои сме ги пратиле ние на бугарските 5+1 барања. Значи да се подсетиме, тие барања беа во однос на краткото име на државата, на дискриминација на бугарите во Македонија и омраза, намалување на омразата, за учебниците, за тргање на фашистички окупатор и исто така има едно барање кое тие го велат извинување на комунистичката репресија и жртвите, бугарските жртви од комунистичкиот режим после 45-та. И крајното тоа што е уфрлено као +1, тоа на претседателот Радев за ставање на бугарите во уставот. Ние не знаеме што одговорила македонската влада на тие барања. Од владата вела дека ги пратиле одговорите и дека тие мисла дека со нив се решени сите недоразбирања. Ние за жал како јавност не ги знаеме одговорите кои се дадени, но мислите ли дека е можно на овие бугарски барања да се дадат одговори кои би ги задоволиле македонските национални црвени линии, кои не би стапнале врз идентитетот, кои не би стапнале врз историјата, врз толкувањето на историјата, кои не би ги смениле тие процеси, а сепак да на некој начин да им се излезе во пресрет или да се задоволат тие бугарски. Не може така, бидејќи јас тоа го велам, тоа е менување на тактиката на претседателот Румен Радев кој го спомнавте, кога најде на неразбирање во највисоките центри на моќ, во Европската унија, во Брисел, во Берлин, па и во Париз, дека не може поистоветувањето на националниот идентитет на една земја, која е ваш сосед, нејзиното потекло, национално-етничко потекло, потеклото на јазикот, вие да го оспорувате и тоа да го врзувате со членство и исполнување на копенхашките критериуми, тогаш Румен Радев ја смени тактиката, ја тоа го велам тактичко-диверзантски промена на односот, односно го поистоветува со
кршење на човековите права на бугарите и нивно вметнување во уставот на Македонија, сака да направи едноставно привид пред европските челници, европските авторитети дека Македонија не ги исполнува копенхашките критериуми врз база на почитување на човековите права. Од друга страна, процесот на усогласување, условно кажано, на историјата, односно диоптријата на македонската и бугарската историографија ќе биде многу долг и тежок. Од друга страна, тоа барање каде што тие вела дека ние треба да се извиниме на жртвите од комунистичката репресија и режим, јас како, да речам, млад научник и историчар, апсолутно тоа го поддржувам, но од призма на наша внатрешна национална потреба, бидејќи, за жал, кај нас малкумина разговараат и многумина во општеството и генерално јавноста не ги знае, да речеме, настаните од нашето црно петно од комунистичката историја, зборам по создавањето на македонската држава во рамките на Југославија 44-та, така нареченото крваво коледе, каде што и на други медиуми сум го спомнувал. Јас имам колега драг на факултет што неговиот личен дедо е убиен, да речеме, се смета дека е исчезнат, не му се знае, да речеме, гробот, а еден од предводниците на бугарската администрација, како сакате наречете окупација, фашистичка администрација. Станува збор за еден од предводниците на така наречената тројка Ѓузелов, Чкатров, Китанчев, кои заземале високи позиции во периодот од 41-44, кога бугарите политички администрирале, ние како што велиме биле фашистички окупатор, но тие луѓе по завршувањето на војната, кога се конституирала новата власт во Македонија, кога Македонија станала држава како една од 6 конститутивни републики на Југославија, се убиени, осудени во еден процес, потоа се убиени, не им се знаат гробовите, а нивните наследници, збориме фамилиарни наследници, деца и внуци, живеат денеска во Македонија и тие се револтирани. Без разлика дали тие луѓе се сметале бугари, или се сметале македонски бугари, или каков и да бил нивниот идентитет, ние како општество мораме да направиме рехабилитација на тие жртви, бидејќи сепак тоа се луѓе, граѓани, наши жители кои действувале на територијата на тогашна Вардарска Македонија, потоа таа територија станало нормално државно-правна заедница Македонија во рамките на СФР Југославија. Зборам дека ние како општество имаме некои црни петна за кои ќе треба да смогнеме сили да разговараме, стручњаци, историчари и на дебати вака да се поставуваат прашањата, за едноставно јавноста да дознае дека не е се така црно-бело во односите на македонската поблиска историја од пред 70-ти на 80-ти на години, како што нас ни е представено во историските читанки, како што ние веруваме дека е се тоа така. Значи, јас тоа не го поставувам како прашање дека бугарскиот претседател Румен Радев тоа го бара од нас, па ние мора да го исполниме и да ги задоволиме тие желби, туку го поставам како прашање на една земја која пред 30 години го напушти комунистичкиот систем на внатрешно уредување, односно во учебниците тоа се смета за тоталитарно уредување, стана демократска, сака да стане членка на Европската унија, веќе е станата членка на НАТО, и едноставно во сите посткомунистички земји од источна и од југоисточна Европа, овие прашања од нивните темни петна од комунистичкото тоталитарно минато се отвараат и се прави една рехабилитација на жртвите. Тоа кај нас не се случи, за жал, и гледаме за жал исто така дека Бугарија тоа го наметнува како еден од условите кои треба да ги испорачаме за да го почнеме процесот на преговори со Европската унија. Од друга страна, вметувањето на бугарите во уставот ќе биде исто така тежок процес, бидејќи прво да видиме за колкав процент или број на бугари станува збор. Пописот се случи кај нас во септември, да ги видиме официјалните бројки, независно, бидејќи кај нас се вметнати 7-8 конститутивни етнички заедници во преамбулата на уставот, доколку тоа е услов, нека бидат вметнати и бугарите, но како што знаеме, ние за уставни измени да се направат треба двотретинско мнозинство, за тоа ќе треба консензус од сите политички партии. Тоа би требало да биде на крајот, кога ние ќе ги затвориме сите поглавја и кога ќе се создаде една клима дека за повисоката цел полноправно членство во Европската унија може да се вметнат бугарите во устав. Сега тоа да биде барање условено дека тоа треба да се случи за да ги почнеме преговорите, мислам дека и самиот Румен Радев е свесен дека тоа не може да помине туку така и нема да помине. И од друга страна сметам дека бугарите, доколку се искрени во нивниот приод,
нема да наметнуваат цело време нови барања, само и само да ги аргументираат како неисполнување од наша страна и да ги преповторуваат ветата. Значи, тие барања 5+7, 10+7, 15+7 може да станат, да ја прошират својата рамка, да имаат поголем опсег и ние едноставно никогаш да не дојдеме да речеме до едно заедничко прифатливо решение во кое ќе ги уредиме односите. Затоа велам, потребно да се создаде квалитативна рамка, така наречен анекс на договорот за добро соседство, да има искрени добра волја од двете страни и едно по едно прашањата да се отвараат, но во духот на цивилизираните европски односи, да се употребува таква реторика, со взаемно почитување од двете страни, без омаловажувачки тонови, да се респектираме и како два соседни европски цивилизирани народи да ги решиме сите отворени проблеми. Со условување, уцени и закани и како што велите вие, испорачување на 5+7 барања кои ќе задираат во сршта и во идентитетот на етно-македонската национална генеза, ние апсолутно не може да дојдеме до разумно прифатливо решение кое ќе биде испочитувано од двете страни и ќе биде прифатено и во јавноста дека тоа е добро решение за да се уредат децениските односи нанапред од овој момент. Да, гледаме дека бугарската позиција не добива големо разбирање во Европската унија и поширок, па ние од Соединетите американски држави нема формално ниту една земја членка која ја поддржува таа позиција. Напротив, поголем број од земјите членки гласно говорат дека тие барања се апсурдни, дека не држат во 21. век да се постуваат такви барања, дека билатералните односи помеѓу државите не треба да се ставаат во преговарачката рамка, дека тие не треба да влијаат врз преговарачкиот процес и така натаму. И дел од аналитичарите велат дека поради тој став Бугарија се наоѓа под некаков притисок меѓународен од Соединетите американски држави. Дефинитивно има пораки цело време директни, дали се притисок не знаеме, но пораки гледаме. Вие ја следите и бугарската политичка сцена, ги гледате и тамо разговорите. Кажете ми, имате ли вие перцепција или гледате ли дека постои реален притисок врз Бугарија, поради кој Софија би се чувствувала некомотно, или сите тие ставови остануваат на некакви реторички изјаснувања и реален притисок врз Бугарија и нема? Реалниот притисок не само врз Бугарија, врз Грција, односно врз секоја земја, освен дипломатски на маса, ќе биде најцелисходен доколку се удри по народски кажано по джебот на бугарите. Но дали го гледате? Тоа е прашање. Го гледам апсолутно, бидејќи имаше изјави и најави дека во наредниот период ќе бидат скратени некои европски фондови наменети за Бугарија, може да се искомплицира и членството на Бугарија во еврозоната и во Шенген зоната, покрај тоа што Бугарија 15 години земја членка на Европската унија не е дел од Шенген зоната, бугарите се во преговарачки процес да влезат во Шенген зоната и во еврозоната, па доколку некои земји членки на Европската унија што ќе треба да одлучат со консензус Бугарија дали ги исполнила тие услови за влез во еврозоната и во Шенген зоната, тогаш може да го наметнат прашањето на ветото на Бугарија во однос на Македонија како колатерална штета и Албанија, па тогаш Бугарија да биде условено уценета и да не ѝ биде дозволено незиното членство во Шенген зоната за која секоја земја има придобивки. Знаеме што значи Шенген зона, слободен проток на добра услуги, луѓе и капитал, и во еврозоната. Од друга страна, Бугарија во изминативе 15 години најголемиот напредок, особено во инфраструктурното поле, градењето на автопатиштата, градењето на Софиското метро кое чини неколку милиарди евра, каде што бугарите апсолутно немаат внатрешен капацитет тоа да го направат, дојдоа токму од тие европски фондови. Доколку Европската унија биде принципиелна и на тој начин Бугарија ја казни условно кажано или испорача неиспорачување, не давање на предвидените еврофондови, кои согласно сите тие буџетски предиспозиции за наредните години се знае која земја ќе користи колку и колку милиарди евра од европските фондови, тогаш бугарите апсолутно ќе почувствуваат притисок, како што велам, по нивниот джеб, односно како што грците, сега да отвориме таа тема, да кажеме дека после ветото на
Костас Караманлис и Дора Бакојани дека во Грција случајно или не настана она огромна финансиска криза, каде што јас и во колумна напишав од 2008 година бруто домашниот производ на Грција по глава на жители вкупен се топи постојано, додека сите земји членки на Европската унија одат нагоре. Имаше и грчки министри кои тоа јавно го кажа, дека се случило поради тоа и дека тоа е огромната казна на американската дипломатија и на американското председателство заради срамот кој го нанесе Грција на тогашниот американски председател Џорџ Буш и американската дипломатија, бидејќи се протистави на највисокиот интерес на Америка Македонија тогаш да стане членка на НАТО. Грција после 10-12 години од ветото во Букуреш, денеска ако отворите слободно кликнете на интернет, ќе видите дека има бруто домашен производ по глава на жител еднаков на тој на Романија. Романија сметаме за една од најсиромашните земји членки на Европската унија, додека земји членки на Европската унија кои се примени пред 15 години како Естонија, Литва, Чешка и Словенија веќе имаат многу поголем животен стандард, бруто домашен производ за разлика од Грција и апсолутно Грција ја плати таа казна на најстрашен начин со огромна финансиска криза, должничка криза и намалување на куповната моќ и стандардот на грчките граѓани. Од тука Бугарија ако смета дека може да се инати и да се спротистави на американските интереси, пред се ја ги велам тие американски интереси во јужното крило на НАТО, бидејќи ние сме членка на НАТО, односно да остава простор со блокирање на европерспективите на Македонија и на Албанија за пенетрација на руско влијание, пенетрација на кинеско влијание, како што знаеме тие се архинепријателите на САД во меѓународната политика. Јас постојано велам, свесно или несвесно, намерно или ненамерно, Бугарија со употребеното вето одработува за интересите на Русија во прв ред и на Кина на овој дел од Балканскиот полуостров, а се спротиставува на директните американски интереси, а Бугарија е земја на западните асоциации како НАТО и Европската унија. Значи вие сте еден член на тие асоциации, мала земја од 8-7 милиони жители и се спротиставувате на интересите на најмоќниот сојузник, тоа е САД. Како може тогаш да не очекувате дека ќе имате последици? Зошто? Зашто бугарите сметаат во нивниот национален мит, во нивниот национален бит дека Македонија е бугарска, дека Македонија има бугарски корени, односно македонците се одродени бугари, дека македонскиот јазик е создаден јазик на основата на бугарскиот јазик и сега тоа тие го аргументираат пред представниците на САД и на Европската унија. Па сега прочитав негде белгиски балканолог, чија сопруга била бугарка, дал интервју за бугарската национална телевизија, тој вика, нас ни е тотално непоимливо и несватливо тоа што бугарите, како земја членка на Европската унија, го поставуваат во однос на нивните барања со Македонија. Го спомна примерот на фламанците со Холандија, каде што фламанците си создаваат посебен идентитет, тоа знаеме, регионот во Белгија различен од холандскиот официјален, дека Холандија никогаш не го поставила прашањето за идентитетот на фламанците, дали тие се поранешни холандјани, па сега имаат посебен идентитет, дали фламанскиот дијалект или јазик е форма на холандскиот литературен јазик, го постави прашањето на создавањето на норвешката нација, како тие го создале својот кодифициран норвешки јазик различен од прво од данскиот, потоа од шведскиот, и тој ги кажа сите тие примери да ги наброи дека тоа е еден природен процес на создавање на една нација на европско тло во 19 и 20 век, алудирајќи дека македонската нација е создадена по природен тек, како што се создале и такви некои нации кои биле, да речеме, под капата на своите соседи кои порано ја создале својата национална и политичка заедница и држава, како што бугарите, грците и србите порано создале од Македонија посебна нација и посебен политички идентитет. Да се поправи штетата во македонско-бугарските односи после ова вето што го направи и после сите овие изјави кои ги споменавте, кои ги дава во тек на овие години, сите тие навредливи изјави, пресе дискриминирачки кон македонците од страна на Бугарија кои дојда, можно ли да се поправат тие односи, бидејќи ми се чини Бугарија настојувајќи да докаже дека македонците се бугари, направи еден таков зид помеѓу двете држави, направи на таква бариера, толку ги влоши односите, што ми се чини дека тие на краток рок се непоправливи, но можно ли е на долг рок работите да се подобрат? Тоа ме плаши искрено.
пред официализирањето на ветото од страна на Бугарија минатиот декември, тогаш напишав отворено писмо до официјална Софија, ме поканивте во вашиот медиум, управо ради тоа, знаејќи дека употребата на инструментот вето е сериозен надворешно политички од на една држава, бидејќи не можете вие како држава туку така да го употребите инструментот вето и потоа да речете ние сгрешивме па ќе го тргнеме. Поучено од искуството на грчкото вето кое траеше повеќе од една деценија, знаев дека и употребеното бугарско вето ќе биде многу тешко и мачно потоа да биде тргнато и покрај тоа што и веќе поранешниот премиер Зоран Заев велеше дека после изборите во Бугарија ситуацијата ќе се релаксира, односите ќе се нормализираат, тоа го дава и некои политички аналитичари, некои новинари одеа во таа насока. Јас поучен од грчкото искуство, но како што рековте, познавајќи и многу добро внатрешната политичка сцена во Бугарија, особено по создавањето на националниот консензус во Бугарското народно собрание, каде што тогашните сите парламентарно представени партии во Бугарија застанаат за така наречените бугарски црвени линии, знаев дека ќе биде многу тешко да се тргне ветото од проста причина што влоговите се веќе подигнати. На сите испитувања на јавното мислење на анкети повеќе од 80 на 90% од бугарските граѓани за жал го потврдуваат и го одобруваат употребеното вето, како што грчките граѓани го одобрува употребеното вето. Значи, која политичка влада да сака и да има искрена волја и желба да го тргне ветото, ќе се соочи со отпор од разгневената јавност и ќе има, да речеме, штета по нејзиниот политички рейтинг, како што имаше штета по политичкиот рейтинг на Алексис Ципрас, бидејќи голем дел од грчкото општество беше и против преспанскиот договор, сметајќи дека тоа е штетен и предавнички по грчките национални интереси, покрај тоа што ние сметаме во нашето општество дека ние извршивме, односно дозволивме и подпишавме капитулација, така ќе биде и во Бугарија. Од тука, како што велите, штетата е огромна. Не би рекол дека е непоправлива, за жал кога се подпиша договорот за добрососедство и пријателство помеѓу Македонија и Бугарија, некои го нарекуваат Тилинденски договор во 2017 година помеѓу тогашните политички влади на Бојко Борисов и Зоран Заев. Сметав дека скоро после 30 години ние како два соседи едноставно ќе ги уредиме прашањата и врз база на тој договор ќе биде една рамка и основа дека тој договор ќе не натера ние да разговараме, но да ги решаваме едноставно со ладни глави отворените прашања кои нас не тиштат, да речеме, деценијски наназад, не само во овие 3 децении, туку од практично од формирањето на македонската држава во 45-та година, бидејќи вордингот нивни е дека Македонија како држава е создадена со декрет на Тито, македонската етнонација и политичка нација е создадена преку ноќ со одлука и репресија на комунистичката партија на Македонија и на Југославија, дека претходно биле тие изворни бугари. И од тука јас сметав дека во изминативе 7-8 децении на замрзнати односи со тој договор подпишан меѓу Заев и Борисов, ние ќе тргнеме во еден сосема подобар правец за релаксирање на односите. Од нигде никаде како гром од ведро небо дојдоа први најавите за употребување на ветото, потоа и официализирањето на ветото и самите односи фати еден многу поинаков тек на станите, многу полош правец за зема и се од тука, како што напоменав, ќе остане во политичките раце, жешките костени да ги вадат новите македонски и бугарски премиер Димитар Ковачевски и Кирил Петков. За жал, ќе треба тие да ја поправаат ненадомисливата штета која ја остави пред се во политичко наследство владата на Бојко Борисов и Красимир Каракачанов. Да, кога сме кај новиот македонски премиер Димитар Ковачевски да почекаме нели да биде избран, тоа е најава дека ќе биде, затоа велам најверојатно. Предпоставуваме дека ќе биде, да. Најверојатниот. Во однос на владата, алтернатива влезе сега во новото владеачко мнозинство, се приклучи кон новото владеачко мнозинство, пред се со образложение дека не сака да ги блокира евроинтеграциите, дека сака да се постигне договор со Бугарија, дека не сака да го нарушат тој процес како што велат за доброто на државата. Доколку не успее сепак да се најде решение, еве до летоска да речеме, но контурите евентуални за тоа решение би требало да ги имаме веќе во јануари-февруари отприлика, би требало да знаеме за што се работи. Доколку не успее, колку е можно оваа влада да обстане на долг рок или на рок до одржувањето на следните парламентарни избори во ваква констелација со вакви
премиси поради која е составена и се разбира со уште еден голем неуспех да се почнат преговорите со Европската унија. Па клучното прашање е тоа. Се согласувам дека обстанокот политички на оваа влада, а не незиниот евентуален пат за кој имаше обид, како што знаеме од обидот за составање на новото парламентарно мнозинство од сите опозицијски партии, тогаш и дел алтернатива како дел од тие опозицијски партии, оди во насока на деблокада на преговорите со Европската унија, односно наоѓање на решение со Бугарија, бидејќи доколку не се случи тоа, за жал, мандатот на оваа влада кој е втор последователен, бидејќи владата политичка е од 2017, но на минатите парламентарни избори па истата владина композиција предводена од СДСМ и ДУИ ја создаде новата владеачка коалиција, значи во два последователни мандати ќе биде голем неуспех на оваа влада и на веќе претходниот премиер Зоран Заев, кој вложи буквално све, направи all-in за меѓународните пробиви на Македонија во незините европски и евроатлантски интеграции. Знаеме дека членството во НАТО се испорача. Од тој аспект меѓународната заедница беше непринципиелна, но одговори на условно кажано договореното со подпишувањето на Преспанскиот договор, но никој не очекуваше, верувам и премиерот Зоран Заев, верувам и премиерот да Зоран сме Заев. попрецизни, одговори Вашингтон. Одговори Вашингтон. На своите обврски. Да, а не Брисел, точно. Вашингтон одговори на своите обврски, а Брисел условно кажано, вклучително и Берлин, бидејќи тогашната канцеларка, веќе поранешната германска канцеларка Ангела Меркел дојде во Скопје, ветувајќи ни како еден европски булдужер дека доколку ние го прифатиме Преспанскиот договор, од тука па натаму иднината на Македонија во Европската унија, бидејќи таа одговорна за иднината на Македонија во Европската унија, не толку во НАТО, бидејќи како што кажавте во НАТО процесите ги бутка официјален Вашингтон, ни беше предвидлива, ни беше без никакви пречки. Видовме што се случи во овие 3 години, затоа велам дека клучното прашање околу кое ќе се кршат политичките копија во 2022 година, за жал или за среќа, ќе биде отварање на преговорите со Европската унија, доколку не дај Боже, не зборам за, не дај Боже, за владата предводена од Димитар Ковачевски, туку зборам не дај Боже и во цела 2022 година за нас како држава, граѓани и општество и понатаму бидеме блокирани од официјална Софија, односно и понатаму врз Македонија се става темен облак во однос на незините европерспективи, тогаш апсолутно не знам како таа политичка констелација би обстоила до редовните избори во 2024 година, бидејќи ќе се случи и само разочарување во однос на самиот социјалдемократски сојуз како еден владин чинител кој ги буткал тие процеси и едноставно тоа разочарување ќе прерасне во дополнителна фрустрација, гнев и бес кај македонските граѓани, бидејќи ние условно кажано правиме се за да направиме пробив кон нашите европерспективи, од друга страна гледаме само наидуваме на блокади, уцени и закани од официјална Софија. Но да почекаме, периодот од 6 месеци не е толку долг. Од 1 јануари председателството со Европска унија го зема една од двете клучни земји, тоа е Франција. Како што знаеме, изборите во Франција за председател се во април. Можеби до април би немало отпочнување на преговорите, тоа националистичките струи во Франција да не го злоупотребат против кампањата на Емануел Макрон, но доколку на јунскиот самит отворено, предходно не се создаде некој анекс на договорот за добрососедство, каде што, како што напоменав, квалитативно, во една квалитативна рамка ќе бидат уредени македонско-бугарските односи и Бугарија конечно политичката влада на Кирил Петков го тргне ветото и од тука па натаму ние ги почнеме преговорите, кои условно кажано живот за нас значат, насушни ни се како леп, бидејќи ние преку тие преговори се 30 години се збори Европска унија, но клучно за трансформација на општеството е отпочнување, квалитативно за преговарање и затварање на тие 36 поглавја со Европската унија, трансформациско патување, тоа го велеше поранешниот премиер Зоран Заев, јас тоа го викам трансформација на целокупните општествени пори и сфери на живење, почнувајќи од правосудството, почитувањето на демократијата, институциите на системот, професионализација на јавната администрација,
подигнување на животниот стандард, пазарно општество, реформа во секоја општествена сфера, усогласување на европските и имплементација на европските закони во однос на македонското законодавство, односно една земја која во овој момент на тие полиња се наоѓа катастрофално, рамо до рамо со некои африкански полудржави, распаднати или азиски територии, за да направи едноставно трансформација на целокупните општествени односи, сфери и да заличи на една земја пристојна за живење, која ги исполнила сите критериуми за членство во Европската унија и земја во која ќе сакате да останете да живеете. Негде прочитав дека пред 30 години Македонија заедно со Естонија, знаеме, балтичка земја која порано беше дел од Советскиот сојуз, кога ги добиле својата независност Естонија во 91 и Македонија во 91 на рангот на состојбата со правосудството и судско-обвинителскиот систем, Македонија и Естонија стоеле на исти ранг, односно биле многу лош. Сега Естонија се смета дека е земја во првите 10 во целиот свет дека има најдобро уреден судско-обвинителски систем. Значи, каде отишле тие во овие 30 години, каде сме ние останати во балканското блато да пропаѓаме. Затоа велам дека преговорите се насушни како леп ние да ги почнеме и конечно да не зборуваме само реформи. Јас тоа многу пати сум го напоменувал. Збориме на дебати, нашите политички јавни функционери тоа го цело време го потенцираат, реформи во правосудството, во образованието, во економијата, не знам, во јавната администрација, во социјалата и здравството, и на крајот се сведува дека ние декларативно се заложуваме за реформи, а резултатот е или ист или покатастрофален како што избинува секоја година. Јас велам, не поминаа 3 години, не поминаа 30 месеци, поминаа 30 години од распадот на Југославија, односно на тој поранешен еднопартиски комунистички систем со командна економија. 30 години не имавме можност како држави, како политички елити, класи, касти, оваа држава да ја трансформираат во пристојно место за живење, земја на европскиот континент, да наличи дека е европска земја која ќе кажа дека Македонија се наоѓа во Европа, ама буквално и во преносна и во буквална смисла ние да личиме на европска земја и гледаме дека резултатите се катастрофални не само во Македонија, тоа е така случај во останатите земји од Западниот Балкан, но ќе споменам и Бугарија, која заедно со Романија влезе на мала врата, да речеме, во 2007 година во Европската унија, не исполнувајќи ги тие клучни копенхашки критериуми каде што требаше да се трансформира бугарското општество, бугарската држава и да заличи на пристојна европска држава за живење, и затоа Бугарија постојано во сите извештаи на Европската унија е напоменувана дека е најкорумпираната земја, дека е земја со најголем организиран криминал, масовно иселување, односно Бугарија стана членка на Европската унија само ради задоволување на некои геополитички интереси, а не дека тогаш Бугарија си го трансформираше општеството. Мене ако ме прашате, воопшто не сакам Македонија еден ден да стане таква земја членка на Европската унија врз база на некоја геополитичка одлука, а внатре состојбите да бидат катастрофални или многу малку подобрени, но ние постојано да бидеме пример пример кој не треба да биде членка на Европската унија, но ете, заради геополитички околности, Бугарија се протнала, бидејќи самиот председател на Франција Емануел Макрон кажа, јас да сум бил председател 2004, прашање е дали дел од тогашните земји од источна и југоисточна Европа би дозволил, а во секој случај Бугарија и Романија со тоа нивно европско CV тогаш не би дозволил да станат членки на Европската унија. Сега читаме по медиумите, ако Бугарија е земја членка на Европската унија 15 години, прочитав информација дека джипот на поранешниот председател на Бугарија Росен Плевнелиев бил украден од некој трговски мол сред бел ден во Софија. Зарем тоа е нормална земја членка на Европската унија. Затоа велам, преговорите мора да бидат отворени заради добробита на македонските граѓани и на целокупното македонско општество, и затоа сметам дека тој историски момент, односно таа шанса од отварањето на преговорите во наредните 10-15 години може би се единствената шанса ние нешто квалитативно да направиме и да ги подобриме севкупните односи на секој општествено поле и секој општествена сфера. Имаме уште една минута до крај, само ве молам за една
Куса оценка за, го спомнавме, новиот премиер Димитар Ковачевски, кој треба да биде така е најавено. Ве молам за еден коментар во однос на тоа, колку мислите дека Димитар Ковачевски како прва клучна фигура која ќе ја предводи македонската влада има капацитет да го прави тоа, бидејќи се работи за една личност која е прилично анонимна до сега, беше во јавноста, не беше широко позната, па дури вела дека не е позната ниту за партиските членови премногу. Колку ќе мислите дека ќе има капацитет Димитар Ковачевски да ја менаџира таа влада во која знаеме дека сега ќе има една многу силна констелација на односи, имаме незадоволство од помалите партнери поради учеството на алтернатива, поради нивната зголемена функција во владата, ја имаме традиционално силната ДУИ со нивните односи. Колку ќе може Димитар Ковачевски сето тоа успешно да го Ќе покаже менаџира? тестот на времето, тоа е точно, ќе му биде товар. Како што спомнавте, релативно е непознат за пошироката јавност, па дури и за членството, но не случајно како што се одвиваат работите, гледаме дека новиот генерален партиски секретар на Социјалдемократскиот сојуз ќе биде Миле Зечевиќ, токму предложен од него. Станува збор за исклучително голема партиска фигура, односно партиски габарит кој ги знае внатре партиските состојби во Социјалдемократскиот сојуз во изминативе години, така што таа комбинација од Димитар Ковачевски и Миле Зечевиќ може би да биде токму заради тоа направена за да се изменаџираат тие внатре партиски или внатре коалициски односи. Од друга страна, само да надополнам, освен бирањето на новото партиско раководство, освен генералниот секретар Миле Зечевиќ, именувањето на новите подпредседатели, организационен секретар и извршени централен одбор ќе треба да бидат личности без ниту една дамка во своето лично, професионално и партиско CV. Именувањето особено на новите политички министри како нови кадровски решенија кои ќе ги пополнуваат министерските ресори, уште дополнително треба да бидат личности без ниту една дамка во своето работење и ако доколку се случат редовните избори во 2024 година во редовниот термин, овој пат политичката влада со персонален капацитет, таков каков што ќе го избере Димитар Ковачевски, ќе нема право буквално на ниедна грешка да иритира македонската јавност доколку сака да обстане во наредните 2,5 години и да го истера својот мандат добиен од минатите предвремени парламентарни избори, кога го добија легитимитетот на граѓаните да управуваат во наредните 4 години. Господин Атанасовски, ви благодарам за ова гостување. Ви благодарам за поканата. Со ова гостување на Благоче Атанасовски во однос на прашањата за Бугарија и политичката клима го завршуваме ова студио 10. Ви благодариме на вниманието и довербата. Останете со програмата на телевизија 24. За кратко ќе го видите и информативниот блок.